Професоре Раковиć, што е 5G мрежа и зашто се користи и треба да се користи? Значи, кога станува збор за еден бежичен комуникацијски систем, може да го поделиме, би рекол, на едни два основни столба. Едниот столб е физичкиот начин на пренос на информацијата, тоа е преку зрачење на електромагнетно поле и начинот на кој што се зрачи во кој централен опсек, односно на која фреквенција и така натаму. И вториот дел е всушност, или вториот столб е оној цел технолошки развој или цел еден комплексен екосистем од алгоритми, протоколи, начини за процесирање на сигнали и така натаму, кои што ви ја дефинираат технологијата. Сега, што е 5G? Во однос на овие два столба, ако го споредиме 5G со минатите типови или генерации на мобилни системи, би рекол дека 5G има драстичен скок, еволутивен, пред се во овој вториот столб, каде што се наоѓаат протоколите, каде што се наоѓа тој начин на процесирање на сигнали и така натаму и така натаму. И од него примарно доаѓаат сите предности кои што 5G ги носи. Ако се вратиме на првиот столб, да, ако го споредиме 5G со претходните технологии, ќе сватиме дека 5G начинот на кој што ја врши таа трансмисија е дополнет во однос на, да речеме, на 4G. Што мислам дополнет? Освен што се користат оние опсези или фреквенции кои што денешните комуникацијски системи веќе ги користат, значи тука се LTE, Wi-Fi, Bluetooth, сите што ги користиме денеска, NFC и така натаму, ќе користи еден повисок дел од опсегот, или така наречен millimeter wave опсек или опсек на милиметарски бранови. И тука всушност се ослободуваат големи пространства за големи, огромни, би рекол, комуникацијски брзини и така натаму. И проблемот всушност што се јавува кај населението генерално заради 5G, всушност заради овој millimeter wave, кој што генерално, иако е нов опсек во, би рекол, во мобилната теристријална или земска комуникација, тој веќе се користи како опсек во сателитски комуникации, во радарски системи, веќе постои од 2000, тамо 3.14 е стандардизиран и во употреба, така наречен WiGig стандард, еден тип на Wi-Fi, кој што реално го користи истиот тој опсек, така што фобијата од тоа дека ќе бидеме израчени од повисоки централни фреквенции е релативно неиздржана, бидејќи веќе се зрачиме константно со ред на комуникацијски технологии. Сега околу она што треба 5G да обезбеди. Како што реков, 5G треба да е тој катализатор или двигател на четвртата индустријска револуција и треба да обезбеди една нова плејада на сервиси кои што денеска не може да ги користиме. Од тип на холограми, виртуелна реалност, гейминг концепти кои што денеска се уште не се користат, автоматизација од секој аспект, значи автономни возила, автономни роботи, автономни дронови, автономни фабрики, понатаму концептот на интернет на нештата, односно паметни градови, паметни домови, персонализирано здравство, концепти на кои што всушност машинското учење и вештачката интелигенција ќе ни помагаат во секојдневниот живот и така натаму. Значи ги има безброј нови сервиси кои што ќе внесат новина со 5G и всушност ќе го револуционизираат самиот начин на живот на секојдневниот граѓанин. Веќе делумно го допревте прашањето за тоа дали има простор воопшто да се стравува за тоа дека оваа технологија може да биде опасна по здравјето на луѓето, но и на другиот животински свет. Видете, игнорантно е како научник да ви кажам децидно да или не, поготово кога се наоѓаме во еден, би рекол, период од човечката еволуција, од аспект на медицина, биофизика и така натаму, каде што немаме конклузивни одговори ние воопште дали радиобрановите не зрачат негативно или не. Би рекол, најголемиот број на студии не можат негативно да го потврдат ова. Всушност тоа се ставови на Светската здравствена организација. Јас по вокација не сум лекар и не би можел да коментирам по-технички околу тој аспект, но она што го знам е всушност дека ние денеска веќе користиме на плејада на бежични технологии. И во мој интервју кој што го имав онлайн, веќе кажав, ако веќе се сомневаме дека 5G е штетно, тогаш 5G би рекол дека во најголема мера или worst case scenario би бил штетен колку веќе тековните технологии кои што ги користиме. Така што мислам дека не постои простор за паника, објективна научна паника, иако се појавуваат, би рекол, секакви не би можел да коментирам дали се тоа квази или издржани истражувања кои што некогаш знаат да покажат
дека зрачењето од радиобранови може ли некако негативно да влијае по човековото здравје, иако како што реков, мислам, Светската здравствена организација децидно засега го отфрла целиот тој концепт